Зачестени напади од бездомни куќиња, кумановци во полицијата и општината пријавуваат појава на поголем број скитници во речиси сите делови од градот. Куќиња под хитно. Иначе да се стави порез кој чува куќиња, нека чува нешто друго. Во зграда не се улаза, по контейнер не се повека малски куќиња. Па ја имам пријателја може у тој зграду. Какви малски куќиња? Нема малски куќиња. Еве го. Сабајле ја помина, оно тетује ме лаеше, ја залиќам. Што да ви кажам, ги има секаде, не само кај нас, не само тука во центарот, горе во парк ги има многу. Живеам таму во парк, знам, за среќа се повеќе вакцинирани, имаат белега. До сега јас немам проблем, меѓутоа други луѓе се плашат од нив. Пред 2 недели заврши тендерот за заловување на куќиња скитници, кој општината го склучи со АД ветеринарно-сточарски центар Тодор Велков Куманово. Но од инспекциската служба информираа дека побарале да се направи анекс на договор да се обезбедат дополнителни средства до крајот на годината. Ни е ветено од секторот за финансии дека се обезбедени средства и значи ќе има анекс на договор, ќе обезбедиме дополнителни средства додека не се направи нов јавен тендер. Исто така знаете дека ова година на располагање имавме 1.270.000 денари, кои што очигледно не се доволни. Затоа исто така од наша страна побаравме тоа да се значително зголема тие средства и над 3 милиона. Но јас би сакал повторно да потенцирам дека проблематиката на бездомни куќиња се третира во Закон за заштита на благосостојба на животни. Во член 7 се вели дека надзор на спроведување на уредбите од овој закон ги спроведува значи Агенција за храна и ветерина. Понатаму во глава 4 се опишуваат домашни меленичиња. Тука точно пишува дека секој оној кој што поседува домашно мелениче мора да го пријави во најблиска ветеринарна станица. Понатаму оној кој што има одгледувачница исто така да го пријави. Оние кои што ги размножуваат домашни меленичи исто така мора да ги пријави во ветеринарна станица, се со цел значи да се евидентираат тие домашни меленичиња и да се врз нив врши здравствен третман од страна на ветеринарните служби. Според анализите во градот би требало да има од 20 до 30 бездомни животни. Лани биле заловени 165, а годинава 136 куќиња. Ние имаме информација до нас пристигаат од страна на граѓаните дека со куќиња, меленичиња се врши и бизнис, нели се извезуваат во странство и така натаму. Можеби напливот на овие е затоа што како што некои не информираат дека е престанат и односно е намален тој извоз во странство и затоа имаме и зголемен број на куќиња бездомци. Тоа сега овие 2 години, како што знам, имаше извоз на такви куќиња, тоа го потврдуваат и нашите служби кои што ги имаат видено тие камиони што извезуваат куќиња така натаму. Можеби тоа беше бројот што немаше во толкова голем број бездомни куќиња. Активистите за заштита на животните со години бараат решавање на овој проблем. Велат неопходни се кампањи за кревање на свеста на собствениците, за стерилизација, но и отворање на стационари прифатилиште. Укажуваа дека соработката со ветеринарниот центар кој поседува прифатилиште е значајно подобрена. Нагласуваат дека бројни граѓани изфрлаат куќиња на улица. Нашата примарна цел е да ги тргнеме од улица и да ги згрижиме онаму каде што е потребно. Тие чопори кои што се создаваат, кои што многумина од граѓаните се плашат, се всушност чопори од нестерилизирана женка една и околу нејзе доминантни мажјаци кои што нели пробуваат да се вклучат во процесот на парење. Многу е битен процесот на стерилизација. Многу пати, значи, ние како активисти од наши собствени пари, доколку не успееме да собереме донации, ги насочуваме кон стерилизација на женки, ги чуваме во приватни пансиони или кај нас дома, се до нивно закрепнување и повторно ги враќаме на улица. Значи, сите имаме заедничка цел, а тоа е да се намали бројот на куќињата. Меѓутоа, во што е проблемот? Проблемот е првично во самиот менталитет на нас како граѓани, бидејќи со ваков менталитет, со вакво размислување, каде што секој може да земе бесплатно и достапно куќе денес,
и да го фрли како партал на улица, мислам и да не одговара за тоа. Првично треба да размислуваме како луѓе, а второ и пред законот, каде што нели законот ни наложува да го чипираме нашето собствено куќе, меѓутоа се соочуваме со еден проблем каде што немаме Animal Police еве во Македонија и никој не ги проверува кучињата наши дали се всушност чипирани или не. Активистите велат и дека е неопходно системско решение по примерот на развиените држави, можеби воведување на данок. Ние имавме мислам дека во изминатиот период, да кажеме, кампања за да се пријават животни кои што се под сомнение дека имаат беснило. А ние во државава не сме имале беснило, барем кај кучиња, со децении. Да кажеме, таквите средства можеа да бидат искористени да се направи една кампања за подигање на свест и преку школи и преку институции, каде што луѓето ќе бидат охрабрени, значи, и да ги чипираат своите миленици и нормално да постапуваат по одговорно сопствеништво. Друг предлог кој што многу здруженија го имаат веќе поднесено од државата, меѓутоа еве до ден денес не се разгледува и усвојува, во други држави доколку имате нестерилизиран миленик, тогаш плаќате данок исто како за одгледувачница. Бидејќи државата не може да го контролира размножувањето, вие можете да однесете вашата кучка и да ја парите нели кај пријател и за тоа никогаш државата да не дознае. Поради тоа, дали вие планирате да ја парите вашата кучка или вашето куче или не, постои данок кој што секако морате да го платите како данок за одгледувачница, кој што ја надминува сумата за стерилизација. Тие нагласуваа дека во градот недостигаат настани како недела на вдомување на кучиња, организирани посети од ученици, едукација за хуман третман кон овие животни.